Рамазан е еден од 5 столба на исламот. Останатите се верата, молитвите, поклонението и давањето милостина. Тоа е месец во кој се слава добрината, милоста, љубовта и простувањето. Денеска муслиманските верници го означија крајот на едномесечниот пост. Уште од утрото се собраа и во шарена џамија во Тетово на молитвата Бајрам намаз. А тоа е најголема свеченост за муслиманскиот свет. Тоа е велики празник за нас, пошто сме одржали постели и сега велики бајрами ово, витер бајрами. Ова е најголем празник. Након тоа после 3 месеци исто доаѓа Бајрам, Курбан Бајрам тоа се вика, али и ова е голем празник наш. Од Тетовското муфтиство порачаа дека како никогаш досега потребно е да се обноват духовните вредности. Ова е голема прилика да си пружиме рака едни кон другите, надминувајќи ги евентуалните несогласувања, бидејќи само така Фитр Бајрам ќе има потполно значење, ќе биде убав и среќен за сите нас. Од тука се продолжува со рамазанските адети. По утринската молитва муслиманските верници одат на гробишта за да им одадат почит на своите мртви предци, а потоа се оди дома на семеен ручек. По ручекот, мажите одат на гости кај роднините и пријателите, со тоа се оживува блискоста. Жените пак седат дома и пречекуваат гости. Традиционалните сладки се најдои на трпезата во семејството Исмаили од Тетовска голема речица. Трпезата значи да е богата. Фала на Господ ни дава Господ да е трпезата и на сите да им дава да им биде полна трпезата. Се јаде, се пие, обавезно традиционално мора да има благо и тоа традиционално да биде баклава. После тоа, после еден краток одмор, пиење на кафе, се оди да се посетуваат најблиските. Значи првин се оди така вообичаено во првото поколение, така да речеме кај сестрата, кај братот, после се оди по далечните роднини и така да поред ги посетуваат. Ова посета ја прават само мажите и малите деца доаѓат, додека жените си седат дома и чекат како што ние одиме кај некого и кај нас нормално доаѓат нашите роднини. Љубовта, милоста, добрината, една многу битна особина е дека за Бајрам, иако некој со некого е скаран, во тој ден се пружа рака, се прегорнува со самото пружење на рака или со самата предграта, значи се простува ако некој со нешто ти грешил во тек на годината, значи со самиот чин на ракување или на прегратка, веќе му се простува тоа што ти е направено или ти кажал некој лош збор кој еве си го запамтил во текот на годината, значи како вид на прочка би му дошло тоа. Почнувавме да одиме по гости, отидовме кај ќерките, кај внуките, и сега пак сум ја како вујко, додек кај внуката да честитам. И така си одиме. Денот е денеска све на одење на честитување и така. За Рамазан Бајрам, добрината и општите човекови вредности се слават 3 дена.